Време е за последниот разговор за ова утро, како што ви кажав и пред прилогот. Нашата Сузе со гостинката се веќе на нивната позиција и да го проследите разговорот со професор доктор Цветанка Бајрактарова, ортодонт, а темата на која што ќе разговараат е со какви проблеми може да се соочат децата родени со расцеп на уста и непце. Добро ви утро. Добро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Ке ве оставам со Сузе, бидејќи немате доволно време за да кажете, предпоставувам се што имавте договорено, ама ке склопите во овие 15 на минути. Повелете. Благодарам многу, Ирина. Да, ке ни недостига малку време, но ке се обидеме да бидеме конкретни со оглед на тоа што утре е веќе светскиот ден на оралното здравје. Професорке, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. А како сме подготвени пред утрешниот настан? Одлично, да. 20 март, односно утрешниот ден, е светскиот ден на оралното здравје. Овогодинешното мото е A happy mouth is a happy life. Односно, во буквален превод, среќна уста или добро орално здравје, јас би рекла, е среќен живот. Според податоците на Светската здравствена организација, околу оралните заболувања влијаат некаде на речиси 3,7 милиарди жители ширум светот. Голем број од тие орални заболувања, значи, го афектираат квалитетот на животот на пациентите во однос на смевката, говорот, јадењето. Јас ќе споменам само некои од тие орални заболувања кои што се почести. Прво, или орални состојби да ги кажам, во прв ред тоа е денталниот кариес, понатаму оралниот карцином, губитокот на забите, периодонталните, односно пародонталните заболувања. Тука морам да ги споменам и денталните трауми, но и расцепите. Значи, сите овие состојби, како што кажав, влијаат врз квалитетот на животот на луѓето. И затоа мора нивна навремена превенција или навремена терапија. Така. Јас морам да признам и ќе бидам искрена дека за расцепите слушнав од вас додека го договаравме овој наш разговор и сум навистина многу вознемирена по тоа прашање колку честа појава бил расцепот на усната и непцето. Јас и однапред ќе се извинам за оние инсерти кои што ќе ги споделиме, неше баш пријатни за гледање, но со оглед на тоа дека мораме да бидеме свесни и одговорни како улога на родители, баби, дедовци, старатели, да се превенира пред да ни се случи ваква состојба. Што е всушност расцепот? Да, морам само на почетокот да нагласам дека овие орални состојби во кои што влегуваат и расцепите го влијаат, односно го афектираат, влијаат врз целокупното здравје на организмот. И затоа се од голема значеност. Значи, влијаат врз целокупниот живот на индивидуата од детството, од раѓањето па се до староста. Расцепите се едни од најчестите конгенитални малформации во организмот. Они се најчести малформации во главата и вратот, а втори по честота во телото. Тоа ни кажува колку се чести. Според податоците на Светската здравствена организација, преваленцијата на расцепите е еден случај на 700 до 1000 живородени деца. Според една студија на СЗО, на секои 2 минути во светот се раѓа по едно дете со расцеп. Тоа ни кажува колку е честа оваа аномалија. И затоа императив е доброто познавање и сериозниот пристап при третманот на овие заболувања. Сега нормално оваа преваленција варира во зависност на етничката застапеност, на половата застапеност и така натаму, па јас можам, расцепите може да се јават како расцеп само на усна, расцеп само на непсе, односно палатум, или расцеп на усна и на палатум. Во однос на половата застапеност, расцепите на усна се почести кај машкиот пол, додека расцепите на непсето се почести кај женскиот пол. И морам да кажам дека во целата оваа ситуација може би до некаде и среќна околност, затоа што момчињата може да пуштат мустаки, да пуштат брада, па на некој начин да го замаскираат белегот од хируршкиот зафат. Во однос на страната која што се јавуваат, почесто се јавуваат на левата страна и може да бидат унилатерални или билатерални од едната или од двете страни и пак ќе кажам некоја среќна околност што 9 пати почесто се јавуваат само од едната страна, затоа што билатералните расцепи имаат и многу потешка клиничка слика и потешки се за терапија. Може ли во текот на бременоста да се забележи, да се види навреме овој расцеп и да се интервенира, односно да се превенира? Како може да се спречи? Може. Значи, на
рутински гинеколошки преглед може ова да се забележи и кога тоа ќе се забележи затоа што расцепите 70% од расцепите се несиндромски, значи се како изолирана аномалија. Останатите 30% се јавуваат во склоп на некој синдром. И сега, доколку гинекологот го забележи ова на рутинска контрола, ги припреми родителите, е многу полесно. Меѓутоа, многу често се случува да не се забележат и тогаш веќе шокот и за родителите и за поширокото семејство е многу поголемо кога ќе се роди вакво бебе. Бројни се факторите кои што ги предизвикуваат овие расцепи. Ние викаме дека расцепите имаат мултифакторијална етиологија. Што имаат значи ли тоа? генетска етиологија? Да. Значи, во прв ред тоа се наследните фактори, бројни гени се посочуваат како причинител за појава на расцепи, кои точно гени во која популација се уште точно не се знае, меѓутоа се знае дека они се во интеракција со факторите на животната средина, затоа што не смееме да ги занемариме ни факторите на животната средина. Јас во прв ред тука ќе го напоменам пушењето, затоа што бројни студии ја докажале поврзаноста помеѓу активното пушење на мајката во првата половина на бременост со појавата на расцепи. Затоа од тука произлегува и препораката да мајката се воздржи од пушење во овој период. Понатаму, дефицитарната исхрана сиромашна со Б витамини, поготово недостатокот на фолна киселина, под тука и произлегуваат и препораките да, ако е планирана бременоста, мајката одреден период пред таа бременост да зима фолна киселина. Или доколку се случи бременост, нели во текот на бременоста да зима фолна киселина. Понатаму, мора да се заштити мајката од неконтролирана употреба на медикаменти. Заштита од инфекции во прв ред. Значи, рубеолата може да предизвика расцеп, морбилите, херпесот, инфекциите со цитомегаловируси. Мајката мора да биде заштитена, ние го велиме тој така наречен хигиено-диететски режим, кој што влегува во таа пренатална превенција. Мајката мора да биде заштитена од рентген зрачење, од хемиски зрачења. Пушењето веќе го спомнав. Забрана за употреба на алкохол, наркотици, стресот. За колку можеме во денешно време ние да го контролираме стресот, меѓутоа стресот е исто еден од главните причинители за појава на расцепи и исто така, значи мајката во овој период мора да има разновидна и балансирана исхрана. Што значи? Тоа значи нели богата со витамини, минерали, масти, јаглени хидрати, затоа што оваа исхрана е многу важна за понатамошниот развој на плодот. Кратко, какви потешкоти имаат бебињата родени со расцеп? Не можат да цицаат, така нели, не можат да се хранат? Да, поготово бебињата кои што се родени со расцеп на непце. А кога е со расцеп на усна е малку полесно, меѓутоа кога со расцеп на непце или во комбинација со расцеп на усна, тогаш веќе проблемите се многу потешки, затоа што имаме проблеми при исхраната. Како резултат на тој расцеп се појавува празнина помеѓу, немаме бариера помеѓу устната и носната шуплина, имаме проток на млекото низ носните ходници. Детето слабо напредува, значи слабо расте. Кај овие деца често се јавуваат рекурентни инфекции на увото, пречки во говорот. Во пракса ги имаме кај нас, нели, за жал? Многу, да. Тоа беше и причината зашто говориме на оваа тема, која не е убава да се види ниту на фотографија, ниту било како, но чисто да превенираме и да ги подготвиме родителите, затоа и говориме на оваа тема. Да, затоа што јас нели реков мотото на овогодинешната кампања е Happy Mouth и за Happy Life, затоа што во суштина што значи тоа? Ова мото ја објаснува суштинската цел на влијанието на оралното здравје врз целокупното здравје. Целиот живот, па и судбина на пациентот. Така да проблемите кои што се јавуваат кај овие деца се многубројни и јас ќе спомнам само од стоматолошки аспект, значи тие се поделени на дентални и скелетни проблеми, јас само некој од нив ќе споменам, вака како ортодонт. Значи прво имаме деформација на максиларниот, односно горниот дентален лак од страната на расцепот. Сега дали е унилатерален или билатерален, така и деформацијата. Како резултат, значи на овие расцепи се јавуваат промени во бројот. Во положбата на забите можеме да имаме недостаток или вишок на заби, забите да бидат со неправилна форма, со неправилна положба, да бидат изротирани, инклинирани. Понатаму, како резултат на таа деформација, знаеме дека горните заби нормално е да ги преклопуваат долните заби. Како резултат на деформацијата, имаме ние понеразвиена горна вилица. Па долните заби ги преклопуваат
долните зъби, па се јавува обратен преклоп, се јавува вкрстен загриз во бочната регија. Како резултат на тоа се јавува малоклузија трета класа. Значи имаме една поширока палета на ортодонтски малоклузии кои што се среќаваат кога овие деца. Меѓутоа морам да ги нагласам и психосоцијалните проблеми кои што се јавуваат, значи кај овие деца, затоа што ке реков, нели, бројни се проблемите од медицински, психолошки и социјален аспект и кај овие индивидуи, меѓутоа и кај нивните семејства, па така имаме емоционални проблеми во социјалниот живот, така да потребна е едукација, поддршка и интердисциплинарен третман. Да, и навремено следење на бременоста најпрво за да биде штетата што е можно помала. Но современата медицина има изнајдено и решенија да може целата ова неприлика да се реши по хируршки пат. Која е најдобрата возраст да може да се оперира расцепот? Веднаш штом се роди новороденчето, морам да кажам дека ние сме единствен центар во јавното здравство каде што се изработуваат акрилатни обтуратори. Значи само што се раѓа новороденчето го носат кај нас. И морам да кажам дека имаме стварно одлична соработка со клиниката за гинекологија и акушерство и клиниката за педијатрија при медицинскиот факултет. Они ги носат кај нас, ние изработуваме акрилатни обтуратори, тоа се еден вид протезички, мислам дека ги имаме на фотографиите, тие протезички да ги покажеме, да. Тоа се протезички кои што прават бариера помеѓу устната и носната шуплина и не дозволуваат проток на млекото низ носните ходници. На тој начин му овозможуваме детето правилно да се храни, да расте, да се развива. Како детето расте? Често пати знаат родителите да прашаат колку често се менуваат овие обтуратори. Како детето расте, така тие се менуваат, затоа што овие обтуратори не смеат да го спречат растот на вилиците. Во склоп на овие обтуратори може да се стави еден функционален елемент, држач за носе, кој што го обликува носето и овозможува детето полесно да дише. Хелиопластика, односно хируршки зафат на горната уста, значи кога имаме расцеп на горната уста, хелиопластика се изведува некаде од прилика помеѓу 3-тиот и 6-тиот месец, постнатално, нели, од животот на детето. Понатаму, хируршката интервенција на мекото непце помеѓу 12-тиот и 15-тиот месец, а веќе хируршкиот зафат на тврдото непце е помеѓу година и пол до 2 години, значи кога веќе малце детето е подпораснато. Значи ние почнуваме со оваа терапија и затоа велам мултидисциплинарно мора да се третираат овие пациенти. Па понатаму како детето расте, ние продолжуваме со интерцептивни помагала, мобилни апарати, фиксни апарати и така натаму. Секоја чест. Да. И накратко само еден совет, еве уште еднаш како ортодонт, како професор на факултетот за стоматологија, како жена со големо искуство, еден совет до сите родители, до сите оние кои што сме одговорни за младите животи. Се што е поврзано со оралното здравје, како би го кажале во 2-3 реченици? Да, значи јас пак ќе се навратам на таа пренатална превенција, значи мајката мора многу да внимава во првиот, поготово во првиот триместар од бременоста, да биде заштитена од сите овие претходни работи што ги веќе напоменав, рентген зрачење, неконтролирана употреба на медикаменти, редовно да посетува стоматолог, значи редовно да посетува и специјалист по болести на устата и зъбите, затоа што во бременоста често пати имаме нели и појава на гингивит и крварење на непцата. Затоа што па и тие проблеми знаат исто така да направат одредени проблеми во бременоста. Правилна исхрана, разновидна исхрана, консултација за секој проблем со стоматолог. Да. И се ќе биде добро. Барем ќе бидеме во текст со се она што се случува во оралното здравје, а оралното здравје и тоа како делува на општото здравје на детето и ниот човек. Ви благодарам многу. Времето беше многу кратко, но јас се надевам дека повторно ќе имаме прилика да проговориме на се што е важно. Да, расцепите една обширна тема за која што може многу да се зборува. Меѓутоа, толку дозволуваше времето. Ви благодарам за поканата, за прекрасната енергија во студиото. И благодариме, задоволството е наше. Така, се гледаме некој следен пат на друга тема поврзана со оралното здравје. Ви благодарам и јас за убавиот разговор.